Ќе сака да ме убие. Зошто стори такво нешто? Постојано ме изневеруваше и почна да љубомори. Психологија на вина. Кому му љубомореше? Сегашниот сопруг? Најмногу него. Зошто не се јавивте на сопругот или на братот, туку се јавивте на Хусно? И двајцата се бесни луѓе. Се исплашив да не им наштети на семејството на Кинан. Господине обвинителе, очигледна е состојбата на господин Хусно. Тоа што мојата клиентка признава се, ја да објаснува целата ситуација. Пред да правите нешто, првин кај мене дојдете. Наводно добрина си направил на девојката. Мевка ме мати обвинителке. Господинот Мемати Ептен се разбира од вакви работи. Сигурно Мемати ти препорача да се предадеш. Не, господјо. Сум сватил како што не треба, погрешно сум сватил. Ве молам, простете ми. Што направивте, Башак? Ќе го притворат господин Хусно. Извините ме, господјо. Ќе одам на суд за да ме притворат. Првин во затвор, па потоа во болница ќе одам. Одам да не сум си поиграл со струја. Добре испадна вака. Да не побегне? Не, нема да побегне. Работава се испреплете. Зошто ме меша во ова? Ке се изрезили ме? Мора некој во моје име да го следи ова, Башак. Зар подобро јас да се изрезилам? Добро, ништо не реков. Рече дека се јавила на господин Хусно. Да не излезе некој друг од записите. Нема да излезат. Мемати ќе ја среди работата. Ке мора да пронајдеме некој сведок или некаков доказ. Ако е можно и двете. Мемати не дошол сам. Дошле Полат и Абдуле. Ги ви изделкам на парчиња. Ајде, губете се, бегајте. Ајде. Усат моли се да не е мртов. Не умрем, бат. Не сакав да губијам, ки губиев до сега. Секој чекор тебе ти е штета. Колека, јас ти се за да го земеш човекот. Или пак од старт почна да се шегуваш со мене. Синко, зар немаш друга работа? Зар твоите луѓе имаат? Се јавуваат во полиција и ме пријавуваат. Ако сакаш да кажеш некому нешто, кажи не баба. Доста! Доста! Ако за Бога знаете, не влегувајте меѓу мене и стокава. Ако го сакаш, Бога молчи за. Син ми го дале на женава. Донесете ми го синот. Ќе потпишам се што сакате. Ага, женава е судијка. Лила организирала се. Чиј човек си ти? Зар Полат и тебе те купи? Одговори Ивхан. Претарав малку, ага. Што и да кажете ке сторам. Добро, господинчи, договорено. Ќе ви го донесам синот и ќе се подпишете. Денес го сакам. Ред, денес ќе го добиете синот. Имаш 24 часа. Во спротивно, друг ќе ги добие акциите. Ага. Женава е скроз мрдната. Не трескај глупости. Првин да си ги земеме листовите. Потоа Полот нека се занимава со Инчи. Види вамо,
Немој да те открие некој. Друг нека го стори тоа. Ме препозна, бе? Има многу нечестници на светов. Не знам кого попрво да препознам. Ама кога ќе размислам подобро, сигурно тебе сум ти го земал окото. А на тебе ногата. Сега нам не дојде редот. Абе, нечестници! Чии агенти сте вие? Ви реков да го навредите. Зар да го изтъпате, ви реков? Одете си! Оди за катедра! Слушай добро, некој нека го штити, да не умре пред да оде во кандал. Што вели вашиот човек Полат Алендар за мене, а? Да не ви кажав нешто погрешно. Господине Ештреев, се грижам само за своја корист. Но никогаш својата корист не ја сметам за поголема од онаа кон народот и кон државата. Господин Мете, ви кажа да се тргнете настрана. Ти упорно сакаш да се вмешаш во секое збиднување. Човекот се труди да се бори со тероризмот. Ти пак работиш зад негов грб. Зар правилно е се што ќе стори Полат Алендар? Зар од корист е тоа што го обиси шахтмерен или од штета? Господин Мете, насекаде се трудев да ве бранам. Најлошото од се е тоа што нема повеќе за што да ве бранам. Си го трошиш кредитот. Државата не сме да се препушти на иницијативата на само еден. Ако се остави човекот ќе постави како што знае и умее. На крај нема тој да изгуби туку државата. Сите ние сме свесни за ова што го кажувате. Кажи што сакаш од мене. Биди отворен. Многу грешки направив, но ниту една грешка не е неверство, туку само грешка. Грешка. Си ги научив потребните лекции од овие грешки. Оваа држава не ме израсна за да седам во едно ќоше и да гледам што се случува. Уште еднаш ќе прашам господин Мета, што сакаш? Или вие кажете му на Полат Алендар за мене, или соочетене и јас ќе му кажам се. Ако не можете вие лично тоа. Заза, прво да го спасиме Кара, потоа ќе зборуваме за Пусат. Кој е писат? Не памтам некој таков. Заза! Мој сограѓанин беше. Заради него Кара ти го спаси животот. Твојот сограѓанин го продаде Кара. Што да правам, никого не сум продал до сега. Не сакам ничемал да го предадам.
Не сакам ниту Кара да умре. Ама, тешко дека некој ќе го добие сега Джемал. Соработувате со Джемал, така? Уш, главата ми пука. Кога викаш Джемал, тебе те гледам. Кога викаш Джелал, ме мати го гледам. Помогни ми да го спасиме Кара. Јас пак на поинаков начин ќе ти надокнадам за твојата штета. Што направивте, брат? Вели дека никој не може да го добие Джемал. Имдат не вели така. Уиш, очок дали знае што зборува тој па сега? Имдат, Бато, јас да одам со човекот на Кемал. ајде. Оди со војкот ти за да дојде и Джемал. Не, братче, штом се и наетете, оставете јас да се и наетам. Уи. Ајде, ајде. Уи. Уи. Кенан ми имаше степано во кола и фрлено на улица. Еден млад брачен пар ме зема и ме одведе во болница. Баш ако истражи го ова. Се сеќаваш која болница беше тоа? Не се сеќавам. Сигурно ги има досијата во болницата на Полат, нели? Таму е назначено. Добро. Помислив дека ќе дојде ме мати, ама батали го ме мати. Секој ден те посетува, аман. Селви, душо. Те молам, сконцентрира се на моите прашања. Секој детал. Со Кенан се не е битно што ќе кажеш. Ама јас се трудам да го заборавам, а ти постојано ме подсетуваш. За да успееш да го избришеш цел живот, ќе мора сега да се сконцентрираш. Зошто те повика таму? Таму ме повика? За да ме убие во својот дом, да. Толкав памет имал. Дали во гарсонјера, дали дома, исто е. Или може имал друг проблем? Не забележа ли нешто? Како што реков, значи го земав компјутерот за да се провери дали има нешто внатре, но ништо немаше. Обично местенце. Председателе, Заза се јавил. Сака да зборува со вас, да ви даде пари. Што се замислуваш, бе? Како може да се замараш со гроб на дете? Господин Мете, синот ми го убија. Барем живите не им ги допирам. Не ти го убија тие синот, бе. Син ти нареди една жена да го убие. Ако сакаш да се одмаздуваш некому, одмазди се на тој што е виновен. Не се замарај со гробови и со мртви. Господин Мете, благодарение на тоа ги зема сите акции на лудата жена. Наскоро сите акции ќе бидат мои. Од тоа ќе им се одмаздам на сите. Ти пробај да го земеш вестникот, а останатото остави ми го мене. Денес имам еден важен ручек. Морам да си го повратам достоинството. Ќе се сретнам со борците и ќе зборуваме. Ти на цела Турција ќе го објавиш овој проблем, да знаеш. Вујче, му кажав на Бире, лично да се погрижи за Бато Полат. Ние ќе го убиеме пусат. Кој е пусат? Војче, зошто се играш мајтап со нас? Уј, манете ми се. Спремете пари, ќе излеземе. Повикајте го Джехвер. Што тоа, повторно ли почнам да се коцка моцка?